Промени го мислењето, остани надвор од меѓупсаниот круг. Иницијатива за подигнување на јавната свест за борба против трговија со деца за присилни бракови. Трговијата со луѓе представува регрутирање, транспорт, трансфер, засолниште или примање луѓе со сила или измама, со цел нивно искористување за добивање на профит. На ова злосторство, кое се случува во секој регион во светот, жртви можат да бидат мажи, жени и деца од сите возрасти без разлика на потекло. За жал, трговијата со луѓе продолжува да постои во 21. век, а присилните детски бракови се една од најчестите видови трговија со луѓе, обвиткана во меѓупсаниот круг на традицијата и сиромаштијата. Според официјалните информации од Светската здравствена организација, секој ден околу 39.000 млади девојки ширум светот се мажат пред да наполнат полнолетство. Повеќе од 1/3 од нив се помлади од 15 години. Трговијата со луѓе за присилни бракови се уште е присутна и во Република Северна Македонија. Од 2009 година, Република Северна Македонија е дел од Конвенцијата на Советот на Европа за акција против трговија со луѓе, која се обврзува да се бори против трговијата со луѓе, особено против присилните детски бракови, како дел и од аспирациите за пристапување во Европската Унија. Во оваа рамка, Европската Унија и Советот на Европа активно се вклучени во Европската заедничка акција за борба против трговија со луѓе во Северна Македонија и мисијата за спречување и борба против трговија со луѓе преку помагање на властите во подобрување на законодавството, политиката и практиката, за подигнување на свеста за ефикасна борба против трговија со луѓе и заштита на правата на жртвите на трговија со луѓе во согласност со европските стандарди. Радиодрамата и театарската представа, создадена од Радио Пела, се дел од иницијативата за подигнување на свеста, промени го мислењето, остани надвор од меѓупсаниот круг, поддржана од Европската Унија и Советот на Европа, со цел да се овозможи по пристапен начин за заедницата да препознае, открие и алармира за појавата на присилни детски бракови. Иницијативата Меѓупсан круг вклучува приказни за борба против невидливите синџири што ги држат жртвите на присилни бракови и трговијата со луѓе за подигнување на јавната свест кај локалните заедници за борба против трговијата со луѓе и присилните детски бракови. Оваа иницијатива е дел од проектот за екнување на акцијата против трговија со луѓе во Северна Македонија и е дел од заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција 3. Ја слушате радиодрамата Меѓупсан круг. Не сакав да се мажам мала, само ме остави, ништо не рекол. За пари не знам. Не можеш да ги прашаш колку пари, шо пари ја купуваш, не можеш да ги прашаш. Ја прасвадбата, му дава за родитело пари нормално. Јас си ги сакам родителите, ама колку немаш финанси, не можеш да живиш. Не можеш да живиш. Не. Колку е часот веќе? Уште ја нема. Кај сега за скитана? Ти си дојди. Може си има зиграно со другарките. Не е повеќе мала за да си игра. Порасна веќе. Ете го, училиштето. Колку време помина уште ја нема. Ама не си ти крива. Убаво јас не ја пуштав на училиште, ти? Нека оди, одат сите, нека оди и таа. Јеве ти сега. Уште ја нема. Да не одеше, сега ќе беше дома и ќе ја завршевме работата. Ама не
Не може во оваа фамилија тоа да се случи, с краја да е. Мора да си зборичка. Не се нервирај, ќе дојде. Молчи затнија муцката. Не си ни ти виновна на крајот на краиштата. Јас сум, што те послушав. Само некој конј како мене може да слуша жена на која и вада да ја обојат нема дома да си дојде. Смири се, ќе ти се крене пак притисокот. Молчи, затни се да не ти ја влепаме напреку очи. Здраво, мамо. Здраво, тато. Јас си дојдов. Ама каде си ти досега? Колку е часот? Од училиште право дома треба да си дојдеш. Си дојдов, мајко, право дома. Само што завршивме со часовите и право дома си дојдов. Веднаш си тргнав. Што правите толку на училиште? За џабе само времето го трошите. Учевме, тато. Што учевте толку? И што има потреба од сето тоа? Се знае што треба. Да знаете да читате, да пишувате и да ги познаете парите. Доволно е. Не е така, татко. Има многу нешто за учење. Колку само не сме знаеле што се има кај нас и во светот. Остави го тоа, Хелена. Не е за нас сиромасите. Татко ти е во право. Доволно е да знаеш да читаш и пишуваш. Се друго е непотребно. Не, мамо, не е вистина тоа. Кога знаеш, може да биде се што сакаш. Ајде, доволно фантазираше. Оди пресоблечи се. Мамо, се пресоблеков. Ќе одам да си поиграм со Маја и со Сара. Почекај, Герко, не оди. Зошто, мајко? Не оди сега. Како ќе ти кажам, така направи. Ама зошто? Оти да не одам да си играм со Маја и со Сара. Доста прашуваш! Само зборуваш. Дрн, дрн, дрн. Послушај мајка ти. Послушај ме, убава на мајка. Добро, не одам. Елена, бавице моја. Треба да ти кажеме нешто со татко ти. Кажете, мамо, што е? Вака, ти сега си веќе голема, порасна. Наполни 14 години. Повеќе не си девојче, туку девојка. Па, како што е редот и времето, ти треба да се мажиш. Молам? Што кажа мајко? Да се мажам. Јас да се мажам. Да, Керко, треба да се мажиш. Мамо, што зборуваш? Зарем сега да се мажам? А што е со училиштето? Одличен ученичка сум. Знаеш дека сакам да бидам учителка. Доста веќе со тоа училиште. Преку глава ми дојде. Како што кажа мајка ти, ќе се мажиш. Ама како да се мажам, тато, кога сум мала? Како да се мажам? За кого да се мажам? Полека, полека, смири се. Вака. Дојдеа стројници за тебе. Имало едно момче. Васил се викал. Тој од Италија. Таму работел на многу убаво место и сакал да се жени. И стројниците те бендисале тебе. Ти си многу убава, стројна. И дојдеа да те побараат за него. Мамо, јас ни тие стројниците, ни тој Васил од кајде не ги знам. Не можам да се мажам за некого кој не го сакам, некој кога немам ни видено. Ама, тие те побара од татко ти. Тато, не ме давај. Јас веќе те дадов. Го дадов зборот. Не сакам да испуштиш оваа прилика, која ти се пружи. Ама како можеше, тато? Тато, не сакам да се мажам. Не сакам! Ќе сакаш и готово. Завршена е таа работа. Ама зошто, тато? Зошто ме мажиш? Оти така треба. Така било и ќе биде. За твој Арно е. Мамо, не ме давај. Јас не сакам да се мажам. Мајкино, не плачи.
Не плачи, смири се. Ајде, не си дете, голема си. Ајде, смири се. Таква е традицијата и обичаите. Не можеме ништо. Ама зошто, мамо? Сакам да учам. Најдобро сум од цел клас. Денеска добив и 5 по македонски. Сакам да учам, да читам, сакам да изучам и да бидам учителка. Не можеш, чедо. Не плачи. Не се мачи. Ајде, може ке сопругот во Италија ќе продолжиш да учиш? Треба да биде домајкинка, а не да не страми таму. Зарем ме срамев, тато, до сега? Извини, тато, ама мислам дека ништо не сгрешив. Јас само не сакам да се мажам. Не сега. Ајде, прекини веќе! Ке се мажиш! Луѓето дадоа 10.000 евра за тебе. 10.000 евра. Знаеш колку пари се тоа? Цел живот да работиме. Тие пари нема да ги собереме. За пари си ја продаде собствената ќерка, тато. Што мак имам јас тебе да се правдам? Јас сум ти татко или ти си ми? Како ке кажам, така ке биде. Дојдоа луѓето. Ние уште не сме подготвени. Не сакам јас. Тато, не сакам. Никој не те прашува тебе. Завршена е работава. Мамо, не ме давај. Спаси ме, мајко. Не ме оставај, мамо. Елено, ќерко, не ме заборавај, мајкина. Ах, зари ќерката да има иста судбина како и мајката? И двете да се продадени невест. Не молчете, пријавувајте. Спречете ја трговијата со деца. Ве молам, заштитете ме. И јас сум жртва на трговија со луѓе. Гонете ги сторителите. Ве молам. Не писмена, ни школована, врска нема. Значи ништо не знам. Дојде средници се мажам. 6 деца ка мајка ми, одевме само на лози, тоа го памтам. Само тоа памтам детството што ми поминало. Ве молам, бидете мирни, не трчајте низ соба. Ке турнете нешто. Ајде сега седнете, ке се изморите. Даде, ми се јаде. Добро, дадино. Има во шкафчето останато уште малку леп. Оди, земи го и каснеси го. Ама нема повеќе, Лина го изеде. Лина, зашто си го изела лепчето? Даде бев гладна и го каснав. Ама почнува и сега да ми се јаде. И мене ми се јаде, даде. Даде и мене ми се јаде. Потивко, ајде потивко. Не викајте сите, уште повеќе ќе огладнете. Издржете уште малку. Ке се врати мама од ргатница. Кај да е, бргу ќе дојде. И ќе ни донесе храна на сите. За сите ќе има? Да, за сите. А што ќе ни донесе, даде? Најубави и највкусни јадења. И банани? И банани, и бисквити, и млеко, и чоколадо, и... Чоколадо! Полека, не скокајте сега сите. Одете сега да си легнете, да преспиете, да се одморите, за мама кога ќе си дојде, да можете да јадете. Господе златен, зошто се излажав и на децата им дадов пак надеж? А, еве, мама уште ја нема. Да не и се има нешто случајно, да не и се има слошено. Господе, чувај ми ја мајка и сестрите. Ти си? Јас сум, чедо. Јас сум. Добре дојде, мамо. Дај да ти помогнам. Добро те најдов, чедо, ама зашто ќе ми помогниш? Ништо не донесов. Ти се врати, мамо. Доволно е тоа. Ајде, дојди овде, седни на столчето. Одмори се. Ах, убавата таа ќерка моја. Како си помина на работа, мамо? Никако, ќерко. Тешка беше работата.
На сето тоа, пак не ја стасавме нормата што ни ја даде шефот. Преголема е. И како по обичај. Пак ни даде половина дневница. Не ни ја исплати цела. Биди ми ти здрава и жива, мамо. Не се важни парите. А каде ти се сестрите? Појдоа во другата соба да спијат. Таму ги испратив. Зошто? Беа гладни, мамо. И некако мораше да го занемарат гладот. Зарем не јадеа? Подкаснаа са бајле малку. Лебот што беше останат и неколкуте пиперки им ги поделив. На секоја по малку лепче и половина пиперка. А ти, чедо? Не ми се јадеше мене. Каснав неколку зелени сливи кога станав и не ми се пријаде. Керко мајкина од мено. Мораш да јадеш и ти. Ке јадам, мамо, има време. Ама, што ќе правиме со сестрите? Ке станат, ке им се јаде. Што да правиме, Керко? Еве ги парите. Половина дневница. Кај многу пари е цела дневница, па дури и половина ми дадоа. Како да правиме? Како да трошиме? Не знам. Немам во главата. Мамо, јас малку им дадов надеж дека ќе јадат благо вечерва. Морав некако да ги залажам. Ама сега... Да им направиме попара со вода и шејкер. Секако ќе купиме стар леп. Поевтине. Малку шејкер, ќе стоплиме вода и ќе вечераме сладко. Керко, за се мислиш. Ајде, како си намислила, така направи. Земи ги парите и појди до продавница, купи што треба. Веднаш одам, мамо. Бргу се враќам. Кој е? Кој звони? Добар ден, Ристано. Добар ден, господине Давид. Како си, Ристано? Нешто те боли, Ристано? Денеска на работа се сопнав и паднав, па ме боли местото кај што паднав. Сопоми нека ти е. Мамо, купив лепи шеки. Добар ден. Добар ден, млада дамо. Ристано, која ти е ова? Господине Давид, таа ми е најголемата керка, Ангелина. А другите деца? Кај ти се? Заспале, господине, деца ко деца. Туку, како да ве услужиме, нешто да се напиете, кафе? Мамо, немаме кафе. Чај да ви свариме, господине. Нема потреба, Ристано. Не сакам ни кафе, ни чај. Јас за друго сум дојден. Повелете, господине. И самата знаеш зашто идам. Веќе 1 година кирија немате платено. А освен тоа, имаш и долг кај мене. За заемот што го имаш земено. Каматата ти тече, а еве ни денарче немаш дадено. Знам, господине, како не знам. Ама да ме почекате уште малку. Немам сега. Еве и денеска не зедов целосна дневница. Да ме почекате уште малку да поработам, да присоберам па да ви вратам. Како, Ристано, да те чекам? Ти 1 година долгот не го врати, па сега ќе спечалиш. Како? Како? И самата не знам, господине. Да ми беше жив Ристе, од друго ќе беше. Ама не е. И долгот си е тука. Сега, што правиме? Не знам, господине. Да направиме некако, немам сега. Немаш ни сега, а ќе немаш ни подоцна, Ристано. Ќе треба да ви избркам од куќава. Да ви сфрувам на улица. Не, немојте, господине Давид, немојте. Гревота се децата. Кај сираци па и на улица. Имајте милост. Имам милост јас, Ристано. Ама и таа е прикрај. Должник си ми. За долг милост нема. Што да правам, господине Давид? Кажете како да правам. Да видам измеќарка, да си го отплатам долгот. Да ви дадам накид и тоа немам. Немам што и да продадам за пари да земам, вам долгот да ви го исплатам. Види вака, Ристано. Кога ќе размислиме и ќе видиме, имаш ти. Не си без ништо. Како, господине? Не ве разбирам. Ристано.
Ристе твој што те остави млада вдовица, те остави. Ама ти остави 6 цираци. Од сите 6 првиот цирак ти е најубав. Ангелина. Види ја машала. Како млада фиданка. Како ангел станала. Коса до половина, снага, танка, висока, очи калеши. Убава ти е керката, Ристано. Што зборувате, господине? Каква врска има Ангелина со долгот мој? Па има. Керка ти е, а ти нејзе мајка. Дај ми Ангелина. Што? Не да ми ја дадеш, туку да ми ја продадеш. Господине, вие сте паметен човек. Што зборувате? Продај ми ја. Моја да биде. Да ја земам за жена. Тебе, ќе ти го отплатам долгот. Немам керка јас за продавање. Размисли, долгот ќе го избришеме. Еве плюс ќе дадам ми некоја пара. Кажав, не. Ристано, долгот го бришам, плюс 5000 евра давам во кеш. Немам керка за продавање. Последна понуда. Долгот, 5000 евра и да не плаќаш кирија повеќе. Седете тука дури си жива. Реков не и тоа е тоа. Ако немате друго, одете си, господине. Добро, Ристано, како сакаш. Тогаш, или утре вратиме го долгот, или да си заминете од куќава. Ама и да заминете, пак долгот ќе треба да ми го вратиш. Размисли си убаво. Ангелина. Едно ќе дадеш, 5 ќе преживеат. Стојте, господине. Ангелино, што правиш? Господине, дали ќе може да почекате 2-3 минути надвор? Да се договориме со мајка ми и ќе ви кажеме. Паметно девојче имаш, Ристано. Ми се допаѓа. Што правиш? Што правиш? Дали си свесна што кажа? Знам, мамо. Свесна сум за се. Свести се и ти. Што ќе правиме од утре? Ние едва и пари имаме да го преживееме денешниот ден, а не пак утре и на улица да се најдеме. Каде ќе спиеме? Каде ќе вечераме? Мамо, немаме друго чаре. Ќе најдеме. Ако треба од други ќе се позајмиме. Ќе работам и ноќе. Не те давам. Мораш, мамо. Нема друго чаре. Мораш. Заради моите сестри. Но право е господинот. Јас ќе одам жртва. Ама сестрите мои ќе видат подобар ден. Дете, дали знаеш што ќе биде со тебе? Господинот Давид има повеќе од 50 години. Ќе бидеш робинка на млади години. Белден нема да видиш. Дете! Тоа е, мамо. Нема друг начин. Или јас Белден да не видам, или од утре сите во темнина да се разбудиме. Господине Давид! Да? Што одлучивте? Мајка ми ја прифаќа вашата понуда. Избришете го долгот. Нема да им земате кирија. 5000 евра во замена за мене. Паметна керка имаш, Ристано. Правилна одлука донесовте. Утре сабајле идам по тебе, Ангелино, ангелу мој. Збогувај се со твоите вечерва. Утре наутро идам да те земам. Утре наутро донесете ги парите и договорот за киријата. Договорено. Те чекам. Со нетрпение те чекам. Керко! Мамо! Господе, се надевам дека денеска сонцето и нас ке не огрее. Ангелино, чедо, си станала многу рано.
Добро утро, Ристано. Дојдов по убавата млада Ангелина. Еве ти и пари. И како што ветив, од денес догот кон мене ти е отплатен. Добро утро. Ние сме стручен тим од Центар за социјални работи. Вие сте Ристана, нели мајката што го пријави случајот кај нас? Да. Вие, господине, кој сте? Ве му представете се и кажете ни дали овие луѓе ви должат пари за кирија. Јас сум Давид, газдата на куќата. И да, овие луѓе ми се големи должници. Господине, случајот кај нас го пријави мајката и ни раскажа се. Вие не смеете да го земате девојчето и на таков начин да го отплатите долгот од мајката. Тоа е трговија со луѓе, односно трговија со деца, бидејќи ова девојче едва има 16 години. За тоа следува кривична одговорност. Случајот ќе биде поднесен до полиција и јавен обвинител, кој ќе постапат согласно нивните надлежности. А вие, господјо, подгответе се заедно со вашите деца. Не останувате тука повеќе. Земете си она што ви е најнеопходно. Ќе бидете згрижени. Ве носиме на сигурно место, каде ќе имате топол дом, храна, социјална и детска заштита и ќе бидете сите заедно. Ајде, Ангелина, спремете се. Тоа што ви е најнеопходно. Дете мое, те спасив. Се спасивме. Не плачи, мамо. Не плачи. Ти благодарам. Не плачам. Не плачам, чедо мое. Ова не се солзи таговни, ова се солзи радосници. Јас не сум нечи роб. Јас не сакам да бидам човек кој може секој да го поседува. Јас не сакам да ме злоставуваат. Пријави и помогни ми. И помогни ми. Наполнав 15 години, така ми купе прстени со машев. И да, стројници, сега тие се договорува, нема пример сега мојата мајка да прави свадба, или да си ја дај керката, пример, кој што треба, ќе да сватој, ако не многу, 2000 евра ќе кланама. Фактички, родителот те продава за пари. Даниел, донеси ја и таа столица да ја ставиме кај масата. Веднаш, мајко. Ете така. Сега се е подготвено. Леле, убав тој на мајка. Ќе го жениме. Го дочекав и тој ден. Добро, мајко, не се возбудувај сега и ти. Не е ништо важно. Обична венчавка пред матичар. Како не е важно? Те чекав 40 години да се ожениш. Наместо како сите, на 25-6 години да ми донесеше невеста, мораше да ти најдеме на 40 тата. Ајде сега не кажувај глупости. Кога и да е важно, ете. Ти се исполни жалбата. Во право си. Ми се исполни. Сега можам раат додам на оној свет. Нема да ме закопате со отворени очи. Ама реков доста со тие глупости твои. Не прави сега непотребни работи. Замолчи за момент, те молам. Добро, добро. Не лути се. Еве молчам. А, некој цвони. Сигурно се сватовите. Добар ден. Матичарот бил. Добар ден, господине, ајде, повелете, влезете. Се извинувам ако задоцнив, ама знаете, принципиелен сум. Не сакам да доцнам. Не грижете се. И да сакате не сте задоцнети. Невестата ја нема. Како? Ја нема невестата? Се откажа венчавката? Не. Погрешно мајка ми се изрази, господине. Малку доцни невестата, ма ќе дојде. Ох, тоа е нормално. Скоро сите невести доцнат. Кај нас задоцнета е со години. Мајко! Добро. Ништо не кажав. За срамота. Доцни ме. Па со твојава керка од вај што дојдовме. Мамо, те молам. Веќе разговаравме за тоа. Убаво ти објаснивме што и како е.
Ни требаат пари за лекување на твоето братче. Нели треба да го носиме во странство? Бараме чаре сите. Сакаш твојот помал брат да остане инвалид? Да остане инвалид цел живот? Знам. Ама, ај поинаку да се снајдеме. Еве ќе одам да работам, аргатка ќе бидам. И ти, мамо, знаеш дека сакам друго момче. Тие се сиромашни, но се честни Си сакала, си отсакала. Готово. Било поминало. Сега ќе го сакаш овој човек. Сите така сме правеле. На младост сме се заљубувале. Ама татко, како ќе рече, сме слушале. А сега се работи за твојот брат. Те молам. Добре дојдовте. Јас сум свекрвата. Мило ми е. Јас сум мајка на невестата. Мило ми е и мене. Јас сум таткото. Еве ја невестата. Леле, колку е убава. Млада, росна, ќе ни роди внучиња. Тие нека се кердосаат, па за внучиња Господ те слушнал. Во право си, свате. Убавата таа. Снашка моја. О, ви мора да сте свекорот. Сватот? Не, јас сум зетот. Леле, Маша, добар зет, зрел зет. Тато, овој ли машки ми биде? Овоја ми кој? Види го кој кафе, мажиште. Тато, ама, тоа е... Види го, тој има години колку и ти, со тебе е врсник. Не тој кој кажува глупости, како да не, со мене врсник бил. Не баре заедно војска сме оделе. Таман си е човекот, таман е за тебе. Тато, те молам. Ајде да си одиме. Немој така, не те куцимоли сега. Ќе не посрамотиш. Ама мајко, ти не ме разбираш. Јас си сакав друг. Мамо, те молам, не ме мажи. Не тагувај. Ова ќе ти биде најсрекниот ден во животот. Не, мамо. Ова ќе биде мојот најтажен ден во животот. Зошто ме зацрнувате? Доста зборувате и двете. Ајде, чека матичарот. Не сакам да се мажам, ти кажам... Доста со тоа. Ама ете ти кажавме. Правевме муабет дома. Таква ни е ситуацијата. Мора да биде така. Не ме мажете за овој. Видете колку е повозрасен од мене. Не прави да биде потешко на сите. Од тоа што те сакам, ова го правам. Дома да си, во сиромаштија ќе живееш. Човекот е богат, има пари. Ти како грофица ќе живееш. Што ќе ти недостига? Да знаеш дека ќе те биде убаво, не те раинает. Какво подобро, какво поарно. Да нема некој проблем? Свате. Нешто како да се двоумите? Ај невестава расплакана. Не чини вака? Не, нема ништо. Од радост е ова. Не може да се одвои од нас. Ова се сози радостници од невестата. Ајде, доста со галење. Не чека матичарот. Ве молам за тишина. Денес сме тука за да склучиме брак помеѓу Даниел и Емануела. Дали има некој против? Не, нема. Значи нема никој против. Одлично. Продолжуваме понатаму. За Емануела е доставен извод на родени, кој покажува дека е помала од 18 години, но за оваа венчавка нејзините родители ја поддржуваат. Дали се тука таткото и мајката на невестата? Тука сме. Дали вие, како родители на Емануела, ја поддржувате и одобрувате иницијативата за склучување брак со Даниел? Да. Мамо, тато. Според доставената документација, обезбедена е потврда од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи. Од советувалиштето за брак и семејство има и одобрение од основниот суд. Поднесено е барање за одобрение младите да стапат во брак. Нема пречки според законската регулатива. И, по разгледување на сите документи, нема пречки за склучување на овој брак помеѓу Даниел и Емануела. Дали ти, Даниел, ја земаш Емануела како твоја законска сопруга? Да. А сега, да ја запрашаме и девојката. Дали ти, Емануела, го земаш Даниел како твој законски сопруг? Ке повторам уште еднаш. Те молам, одговори. Дали ти, Емануела, го земаш Даниел како твој законски сопруг? Го зема. Од радости се солзите. Кажи дека го земаш. Кажи, Емануела. Ве молам. Таа треба да одговори. Ја чекам Емануела. Еве уште еднаш. Емануела,
Го чекам твојот одговор. Да. Тогаш, според законите, регулативата, ве прогласувам за маж и жена. Младоженецот може да ја бакне невестата. Ете, зете, сега си ми официјално зет. И јас си го исполнив мојот договор. Ти ја дадов. Ти ја доверив мојата керка. 1000, 2, 3, 4, 5000 евра. Еве го и мојот дел од договорот. Браво, зете, нека ви е честит бракот. Никој не заслужува да живее во измама, изолација и страф. Пријави го принудниот брак. Ова може да биде и вашата керка. Не чекајте, пријавете за да ја стопираме трговијата со деца. Прекрасно е. Овде никогаш не си ме донесол? Така е. Не сме биле овде. Колку е убаво. Слушај го само пеењето на пилињата. Колку убаво пеат. Кој знае што ли пеат во нивните песни, во нивните разговори? Камо да имав способност да можам да ги разберам. Ке знаев дали за љубовта разговараат, за саканиот свој, колку се сакаат, колку е нивната љубов голема, колку се среќни. Или пак не мора за љубов, за среќа разговараат. Тоа не можеме да го знаеме. А може би и подобро. Може би ќе се разочараме. Може би не пеат за среќа и љубов, туку за нивно разделување и тага. Лука, добар си? Да. Зошто? Некако си ми променет на лицето. Ја нема твојата свежина, твојата убава и сладка насмевка. Твоите бели запчиња што срамежливо се покажуваа. Го нема сјајот, жарот во твоите очи. Како седа потонало. Како да имаш тежина, мачнина во себе. Како душата да ти е затворена во најтемната келија. Добар си? Добар сум, Катерина, не ми е ништо. Пак ќе речам да не претерувам. Добро, како што ќе кажеш ти. Колку е убаво местово. Катерина, треба да поразговарам. Дојди да седнеме овде. Секогаш си внимателен со мене. Те сакам. Те сакам и јас тебе, Кате. Кате. Никогаш не си ме нарекол Кате. Ама сега повеќе ми се допаѓа од Катерина. Има повеќе топлина. Кате, дозволи сега да започнам со разговорот. Знаеш дека јас те сакам многу. Мене ти ми си се. Уште првиот пат кога те видов на улица со тетка ти, уште тогаш како да ми влезе нешто во срцето. Почна посилно да чука и некоја топлина да ме опфаќа низ целото тело. Таа топлина и ден денеска е тука. Дури и посилно отколку тогаш. Еве, додека разговарам со тебе, моето срце чука побрзо, ми гори целото тело. Секогаш сме заедно, имаме размислувано за нас.
за нашата иднина, за нашиот дом. Каква куќа ќе направиме, колку деца ќе имаме. Кој ќе личи на тебе, а кој на мене? Точно. Дакате. За жал имам грудка, која не само во телото, туку и во грлото ме дави. Не ми дава да земам воздух. Веќе една недела како не можем да спијам. Знаеш дека моето семејство живее во голема сиромаштија. Откако татко ми остана без работа, а мајка ми падна болна, целиот товар е на мене. Не можеме да се прехраниме, а требаат пари и за лекарства и за живот. Работа нема, а потешко е секој ден. Лука, ме плашиш. Биди силен. Ќе најдеме начин. Сме били во полоша состојба и ние и вие. Сме биле. Ама како сега не бил. Премногу е. И? Моите најдоа излез од оваа ситуација. Ете, гледаш? Ти реков, ќе се најде начин. Се ќе помине. Кате. Зошто си толку наивна и добра? Не те разбирам. Не е така како што мислиш и се надеваш дека ќе биде. Моите родители нашле некоја повозрасна жена, пензионерка од Шведска. Вдовица. Добро. И? Кате моите сакаат да ме оженат со таа жена. Велат ќе имам убава иднина, ќе земам документи и ќе се преселам во Шведска. Како? Што? Ти? Јас ќе се женам и ќе одам во Шведска. Лука, откаде ти се тие зборови? Каква Шведска, какво женење? Смири се, Кате, сослушај ме. Како да те заслушам, Лука? Зарем не си свесен што ми кажуваш? Ти ќе се жениш во Шведска. Лука, што зборуваш? И јас не сакам, Кате, ама моите ме притискаат, ме принудуваат. А љубовта наша, Лука? А јас? Кате, не реков дека не те сакам. Јас те сакам само тебе и никоја друга. А твоето женење? Твоето заминување? Не сакам ни јас, Кате, ама морам. Заради моите брајке и сестри, заради нив. Морам. Нема ли друг начин, Лука? Заедно ќе работиме. Еве, јас ќе работам со тебе. Доволен ми е еден оброк мене. Другиот ќе го давам на твоето семејство. Лука, јас те сакам. Сакам да сум со тебе. Мораме да се разделиме. Заради тие пари не можеме да продолжиме заедно. Зошто, Лука? Зошто целиот свет мораше ние да се разделиме? Бидејќи сме сиромашни, Кате. Оти сме без пари. Ах, тие пари и љубовта ни ја зедоа. Моја единствена. Ти си мојот свет, мојот живот. Ама ќе мора да се разделиме. Кате, јас заминувам за неколку часа. Ова не е последна средба. Последна, Кате. Не молчете. Трговијата со луѓе е робство. Сите можеме да бидеме жртви. Трговијата со луѓе е живот во робство. Ја слушавте радиодрамата Мајкепсан Круг.
Изведба Слободно театарче, драмска секција при Средното општинско училиште Ѓорче Петров Прилеп. Музика Добрила и Доријан Дуо. Реализација Радио Пела. Иницијативата Промени го мислењето, остани надвор од меѓупсаниот круг е дел од кампањата за подигнување на јавната свест за последиците од користење услуги обезбедени од жртви на трговија со луѓе, поддржана од проектот за екнување на активностите против трговија со луѓе во Северна Македонија како дел од заедничката програма на Европската унија и Советот на Европа, хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција 3. Ставовите изразени овде на никаков начин не може да се сметаат дека го одразуваат официјалното мислење на Европската унија или Советот на Европа.